Скопје 2 дена се тресе. Да молам, свирете го малку. Сами си ги создаваме. Нормално дека имаме разлики. Може прочистување на избирачкиот список. Што не ќе очистиме? Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Најкратко кој е Таму ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме целите. Тезијата, микрофоните се, европјаните се. Бегалци, кој ги направи тие? глобална хегемонија. Бидејќи се најстарите кандидати за председател. Модерни, Свети Павлевци. Онтолошки тие се тука. Професоре, од што може ово да не штити? Сите стоеле позади вас. Немојте да му Абе, прифаќам. молам режија, тоа е уште една можност. Абе, не ми работи идиотот. Добро вечер. Не ми работи идиотот, ама мислам дека можем и без него. Затоа викаш гости. Да. Ќе најавам оваа емисија на аргументи исто како пред 10 минути во вестите на Бојана. Сакам да кажам дека порано со политика се занимава политичарите. Земјоделците работеа на нива, работниците работеа во фабриките. Глумците глумеа на сцена, освен кога не пееа. Сега со политика се занимаваат сите. Пензионери, лекари, работници, инженери. Дали знаат политика е друго прашање. Но дали знаат нешто од театарот, ќе разговараме вечерва со двајца мои гости, кои што доаѓаат од сферата на театарот. Тоа е Зоран Бојаровски, добро вечер. Новинар кој цел живот, ми се чини, се занимаваше со култура и театар. Едно време беше и председател на култниот млад отворен театар. Да, на Советот. На Советот. И господин Братислав Димитров, театролог, драмски писател, сега директор на детскиот младински театар во Скопје. Добро вечер. Добро вечер. Освен што се од сферата на театарот, се занимаваат на некој начин спорадично и со политиката. Не знам дали се членови на партија, но имаат политички став. Господа, се договоривме, ќе збориме за политика, но ако го сменам во последен момент мислењето и ви предложам да разговараме за театарот. Ви се зборува за театарот или мислите дека ќе ве разочарам, а уште повеќе гледачите? Па, театарот по дефиниција е на некој начин политички медиум. Во суштина, секој што јавно изразува било каков став, макар да пишува и за Темјанушки во мај, тоа е политички став. Инаку би сакал да кажам мала исправка. Јас не сакам да се бавам со политика, но политиката се бави со мене, со нас. И, за жал, политиката стана наша судбина. А од друга страна, јас во суштина не се бавам со политика, само изразувам политички ставови. Тоа е сосема различно. Беровски, слично на ова што Димитров го каже во однос на политиката и театарот, еден дел од театарот го нарекуваме политички театар, или театар што се занимава со политиката. Време во кое живееме е многу политизирано и политичко. Добро е тоа за театарот или има толку многу политика што секоја политичка представа би била премногу слаба или мала за она што се случува во реалноста, во реалниот живот? Во принцип, театарот е, како да кажам, еден свет сам за себе. И во него тој не е исклучен од реалноста, од стварност. Но бидејќи е во принцип свет сам за себе, тој и ќе кажам нешто што не е блиско до она кое мене ме определува во театарска смисла, бидејќи јас од секојаш себе сум се сметал за брехтијанец. А ако зборуваме за Брехт, ние апсолутно зборуваме за политиката. И во таа смисла, пак да ја довршам претходната мисла, иако е свет сам за себе, тој не е затворен во однос на влијанијата, но не е свет на кој дефинитивно влијае политиката. Туку си функционира според некој свој систем, иако, пак ќе речам, може, тој секогаш е тука за да има некаков однос кон реалност, кон она што се случува во светот. И повторно да се вратам на мојот став, значи како брехтијанец, мене ми е поблизок театарот кој комуницира со она што е реалност. Во оваа смисла и со политиката.
Така да, колку и да е сам за себе свет, тој, ако се определил, сега, постојат разни школи, разни ставови за тоа што е театарот и така да... Беше на реалност тоа што на театарот. Дали сме премногу политизирани или секогаш политичкиот театар се занимавал со времето во кое што работи живе? Дефинитивно сме политизирани, особено Македонија во овој период, во последниве, не знам, 2-3 години можда и повеќе, но последниве 2-3 години интензивно е прилично политизиран, речиси секој сегмент од нашето секојдневие, од нашиот живот, и тоа е нешто што не е задолжително лошо. Затоа што кога ја почнавте емисијата и кога зборите за тоа дали политиката се занимава со вас или вие со неа и така натаму, има некој рекол дека ако вие не се занимавате со политиката, политиката ќе се занимава со вас. Оттаму општеството и граѓаните во Република Македонија, ако збориме за политизација, мислам дека е тоа и еден реален одговор, реален рефлекс на политичкото. Не можете да не ве интересира што се случува, а во исто време голем дел од она што го живеете, што го работите, што го мислите, е под влијание на политичкото, секојдневието. И имате сериозни последици во секојдневниот живот за секој граѓанин поединечно во нашата земја, кои доаѓаат како последица на политичкото. До таму е, и сега има еден друг збор кој употребам, до таму е политизирана реалноста. И тоа е веќе еден негативен контекст на целата таа приказна. Димитров, вие сте директор на театар, младински или детски, не е важно, сепак е театар каде што се поставуваат на сцена представи такви како што се поставуваат, ви имате влијание околу тоа, ја следите и публиката што доаѓа. Како го доживувате вие интересот за политички театар, за политика, колку се политизирани актерите, режисерите, колку публиката е политизирана, колку поднесува или колку сака да гледа такви представи, колку наоѓа баланс меѓу реалниот живот политички и која доаѓа навечер во вашиот театар, а едновремено сте и автор и колумнист кој што се занимава и така на некој начин го одразува својот став кон политичките збиднувања. Па мојот став е и идеал животот да го имитира театарот, а не обратно. Тогаш зборуваме за вистински жив, автентичен и креативен театар. А што се однесува до тоа што се случува во реалниот живот, според мене не постои ниту лошо, ниту добро искуство. Значи, нашиот однос, како што во светот не постојат штетни и корисни нешта, нашата социјална употреба на тие нешта ги прави лоши или добри. Еве вака, да отвориме на филозофски аспект. Значи, јас дури гледам еден убав аспект на се ова што ни се случува. Ова политичка поплава или попрецизно политичко цунами. Секоја поплава е исврала се на површината. Тоа мора да го преживееме, нели? Со помалку гребнатинки да излеземе од тоа. И јас се надевам дека ќе има една би лична и, да кажам, колективна катарза, после која ќе бидеме посилни и ќе можеме да продолжиме понатом. Затоа што, видите, ние ги создаваме нашите чувства. Никој друг не ги создава. Ни политика, ни пријатели, ни комши. Тие го прават тоа што мислат да го направат, но од нас зависи како ќе реагираме на тоа што се случува. Ја ќе ви дадам најчест термин, нели, режим. Тоа мене посебно ме нервира. Тоа беше една навика во социјализмот со комунистичка идеологија да се залепи етикета. Значи, прво се лепи етикета и, нели, анархолиберал, техноменаџер, како бе, либерал беше тогаш, нели, страшна работа ако ви залепат лоша. И сега ти треба дури одлепуеш таа етикета што ти ја залепиле, губиш време, нерви и поентата е во ова. Значи, во најцрните диктатури, најстрашни, во време на Сталин, Енвер Хоџа, да не редам сега. Луѓето наоѓале креативни решенија имале кон тоа. Нели има во Советскиот сојуз сам издат, значи тоа што е автентично и креативно, тогаш излегува на прошија. Не може вие да се борите против режим со тоталитарна свест во себе.
Тоа е безсмислено. Не може криминалец да се бори против криминал. Тоа е исто безсмислено. Значи, мора... ние правиме... Еве, знаете дека и најгениалните пианисти секој ден ја вежбаат основната музичка скала. На секој тон да го почувствуваат мирисот, бојата, звукот. Ние дискутираме за големи теми, за квантна физика или атомска, а не знаеме проста таблица на множење. Во нашите дискусии, ја би сакал некој да ми дефинира што е режим. Иако ја знам дека студент на прва година на политички науки и на социологија, уште на прв семестар, знае што е режим. Значи, ние се расфрламе со термини кои не одговараат на фактичката состава и немаме мерка во ништо. Значи, тоа мене ми пречи. Секој разговор треба да направи побогати. И во крајна линија во полемика не треба да си во право, треба да си љубезен. Тоа е трајна вредност. Ја, например, зошто тие фази сум ги поминал во животот, да видам во право. Ја едноставно ми пречат тие етикети, лесно донесени режим. Мислам, тоа е тие паралели, например, од други системи, од други владетели. Тоа е неодговорно и... Бајровски? Имате што реплика? Добро, можам малку да полемизирам врска со терминот режим. Ако го прифатиме како термин кој е, нели, опишан негде на Википедија, во некои учебници и така натаму. Меѓутоа, режим не мора да значи дека се презема тоа што е негде опишано и како такво треба да го земеме и да го ставиме и да видиме дали влегува нашата, еве да зборуваме за нашата реалност, во рамките на таа дефиниција. Затоа што кога зборуваме за поими и за термини, ние мора да имаме предвид дека тие нивната рамка и нивната содржина внатре во таа рамка се менува низ текот на епохите. Значи, ако зборуваме за режим, ние не мора да го идентификуваме режимот, да речеме, не знам, на Пол Пот со режимот во Македонија. Се стага. Јас само кажувам, постои првиот дел на објективна анализа, како што постои во театарот. Значи, објективната приказна за Хамлета знаем, но каков ќе биде Хамлет, татко му, мајка му, чичко му, мислам, инаку јас можам сега вака, ајде, ќе прозвучи безобразно и еретички. Јас мислам дека во Македонија премногу има демократи. Јас сум живеел во западни држави. Ова што се прави во Македонија, тоа е незамисливо во Холандија и Швајцарија да се прави. Значи, многу се манипулира, се лаже. Значи, огромен дел од активностите на опозицијата, значи, едноставно, таму ни во виц, ни во сон не можат луѓето да го смислат. Да не манипулира. Значи, точно прецизно да се каже што е дозволено. Па вие гледате во Америка една шарка на еден споменик стајува, цела нација се дигна, цел судски систем. А ако истовремено таа опозиција се повикува на ЕУ и НАТО, тогаш ја наискрено барам тие принципи тука да се применат. Значи, таа смисла мислам дека тоа што се случува по портали, па тоа е незамисливо, така кочијаши на улица не разговарат, текстовите на тие портали, вестници. Али добро, ја тука се слагам со тебе дека треба да се преживее како мали сипаници, па у наредна фаза некои други луѓе да го градат тоа општество. Ние не можеме да го градиме. Во факт е дека постои голема поделеност меѓу луѓето, театарските работници, поделени ми се чини до коска, не знам дали е така и на сцената, но на улиците и во јавноста, како да се на двете страни на барикадите. Едни по секоја цена е бранат власта, други по секоја цена ја напаѓаат власта. Едни во дом, други во шарена револуција. Дали секогаш било така или не се може тоа да го забележи. И зошто се толку поделени? Околу термините слобода, демократија, околу што се толку поделени? Околу платите во театарот или околу што? Околу одамна изгубените привилегии, зашо се извинувам, после ќе молчам, дуплира време. Значи, тие луѓе се исти од комунизмот. Тие осудувале, кој е од Владимир Милчин да почнеме, од Џунар Исмаил, кој бил катастрофален. Како може он да критикува
ситуација актуелна во Македонија, кој бил смешен министар за култура. Слободан Унковски исто еден од најлоши министри. Значи, вие сега ја отпочнувате приказната за тоа како било некојаш, се враќате назад, па зашто тие така правеле, направиле. Па истите луѓе се во игра, Не. како не? Тоа е една Значи нема нови ликови. Не, тоа е Тоа е проблемот. една досадна приказна која се репетира во недостаток на аргументи и само се вие што правевте тогаш, ние зашто да не правиме на сега? тоа ниво. Не, па на тоа ниво ја сведувате целата приказна кога ја отпочнувате таа приказна на тој начин да ја аргументирате. Иначе кога зборуваме за артикулацијата на политичкото, секое време и секоја средина си има свој начин на артикулација на политичкото незадоволство. Во нашиот случај во Македонија тоа е така, не довршив преска кога зборував за кога ме прекинавте, не е важно, но да ја довршам мислата, значи кога зборуваме за режими, ние зборуваме, не можеме како што реков да ги земеме калапите од некојаш и да ги ставаме и да ги препознаваме во денешната ситуација. И денеска ние можеме да зборуваме за режим, ако зборуваме за тоа дека имаме, например, неконтролирано, се уште недокажано, ќе видиме каде ќе стигне таа приказна, на масовно прислушкување на мнозинство од граѓаните во Република Македонија. Едноставно не може да се препознае масовноста, бројот на прислушкуваните приватни разговори во Република Македонија. Тоа е една особина на еден режим. Значи, таа неконтролирано на тој начин. Независно, они не истражуваат, тоа истражуваат 5-6 шамари, што рекол некој у телефонски разговор. Не се 5-6 шамари, се работи за два скршени десетици прозорци, илјади, така? стотици илјади прислушкувани разговори и луѓе. Тоа се масовни бројки. И тоа треба да видиме како ќе заврши и каде ќе заврши. Тоа не требаше воопшто да почне. Како не требаше да почне? Зашто? Еве прост пример. Како може да не почне? Не може да не почне. Вак. Значи, Не, дозволете да завршам. Ајде, добро. Значи, тоа не може да не почне. Воопшто не може да не почне. Добро е што почна. Треба да заврши, а не да не почне. Значи, треба да заврши и тоа треба да заврши низ една легална рамка во која ќе видиме како ќе заврши, кој е тој што ги направил тие злодела. Па не го испитува тоа. Како не го испитува? После цела година. Си почна процесот и тој се испитува. Добро, Обструкциите што се прават, ги одложува сите работи, но тоа нема да заврши така. Тоа ќе си заврши, мора да заврши. Чим отпочна тој процес, бидејќи како да кажам, премногу е видлив. Тука е, пред нас е, тоа е како една огромна санта мраз што стои пред нас и ние не можеме да заобиколиме. Таа санта мраз ќе мора да се демистифицира, да се открие и таа санта мраз е една од карактеристиките на режимот. И понатаму можеме да зборуваме. А во Германија има режим, во Америка? Не ме интересира дали има во Сега Германија. има прислушување. Не. Како Тоа е исто. Меркел е прислушува, што е? Не, тоа е уште една од приказните која вие ја натурате секогаш кога зборувате. Како ја натураме, тоа е факт, не е приказна. Нека е факт. Не ме интересира Германија. Фактите не те интересираат, така? Не, Германија не ме интересира. Ме интересираат фактите во Република Македонија. Фактите во Република Македонија се такви. Не може стотици илјади граѓани се прислушкувани. Не ме интересира Меркел дали е прислушкувана, Хилари дали испуштува. Значи, кога ти одговара, ќе цитираш Германија. Не, никогаш не ја цитирам, тогаш кога ми одговара. Дали препознавте дека ја цитирам? За волја на истината, Па ја ги читам твоите текстови. Ние сме Никогаш не сум спомнал. Немој да импутираш. Никогаш не сум спомнал ниту Германија, ниту Хилари Клинтон во ниту еден мој текст. Ниту конкретно, ниту абстрактно, ниту никако. смисла, вие сте за ЕУ и НАТО, а ние од оваа страна сме анти-НАТО и анти-ЕУ. Се што правите вие е анти-НАТО и анти-ЕУ. Па што има лошо у тоа? Што има лошо у тоа? Чекајте сега. Не. Ајде да зборуваме за стратегија и еден е изборот само, еден е изборот. Не еден, но да зборуваме за вашата свест режим има со слоган еден избор. Зашто да не зборуваме? Ама политичките што е тоа страшно? Политичките лидери на оваа власт има стратегија и до ден денес не се откажале таа дека нивните стратешки цели се ЕУ и НАТО. Тука завршува приказната. Кога ќе се смени таа стратегија, тогаш ќе зборуваме за опции и за други избори. Нема никаков проблем. Но сега за сега таа стратегија е длабоко всадена во стратегиите и јавните настави на политичките лидери, на вашите политички ментори. И во таа смисла тука ментори, ја не се дружам. Во таа смисла тука не можеме. Сега зборев за ти, јас сум еден политичар. Во таа смисла политичар. ние не можеме да зборуваме за други опции. Сега зборуваме за ЕУ и за НАТО. Значи вака. Да. Еве уште една убава етикета, тоа ви е навика од СФРЈ. Значи ја, иако
ја ве разбирам, ме гледате активен, ја во животот не сум се дружил и не се дружам со ниту еден политичар. Така да, технички е неизводливо некој ментор да ми биде. Тоа е прво. Не мора да се дружите, важно е да споделувате нивни ставови и Чекај, онака можеме- агилно да ги браните. Они споделуваат мои ставови, зашто така не го поставите? Зашто ја би споделувал со Па така да взаемно Па тоа си задача- оди во политичкиот блок. Па и кај вас оди взаемно, исти изјави давате, исто. Ние во дом сме различни, као личности, карактери, по вокабулар. Вие од опозиција се кој на шапилограф. Иста вокабулар имате лексика, па ја не се лутам, не ви замерам, што се однесува да разговорите. Значи, еве личен пример, банален. Јас сум во театар и барат луѓе гратиси. И сега во еден момент јас сум изнервиран, многу работа, ми бара 10 билети гратис. И ја викам на таа што продава билети, рекол, доста, не даве, таму не може. После 5 минути викам, ај дај им. Ајде, немаат пари луѓето или ово. Ако ми го пуштите првиот разговор, без сториот, тоа е толку вулгарно да го објаснувам, логички, што ми е непријатно. Кој ги има сите разговори? Сите треба да се пуштат разговори од првиот до последниот и баре еден од опозиција да се пушта. Нека се пуштат, ја немам ништо против. Нека се кажуваш. пуштат. Политичките лидери се договорија тоа така да биде. Не се договоривме јас и вие. Не, се договориле, договорија, со големите сили се Пржинскиот договор. договориле, не се договориле. Уште Тоа е една притисок. приказна од тие А големите што не е сили. вистинска приказна? Ама ајде, тоа е уште една приказна за сеење на магли и за сеење на стравови и за така. сеење на неизвестности. Ирак дека- е измислена приказна, Не знам дали е. Сирија. Јас зборувам Па јас за знам, еве ти не, кажам. јас зборувам за Ако Република не знаеш, Македонија, не ме прашај. интересира. Не ме Како? интересира. Едноставно не ме Светот интересира. е еден. Не, мене ме интересира Република Македонија. Режимот во Република Македонија, демократијата во Република Македонија, владењето на правото во Република Дефинираме Македонија. што е режим. Да знам за што да разговараме. Па, Ја не како да ви разбирам. дефинирам? Па Тоа е просто со три речи, што е режим? Па еве ви Убаво. зборувам, Да. режим е она политичка власт, една од особините е која неконтролирано прислушкува. Стотици илјади граѓани во Република Македонија. Значи тоа е нешто како самоубиство себе се прислушувало. Тоа се Не, Само секунда, реченица, извини. Не ви ги земам. Што се однесува до режим. Значи, тоа е лесно проверливо. Има договори во Министерство за култура. Сите овие револуционери, да не ги редам, сега нема смисла во емисија, не се, добиваат, значи, као новинари, као граѓани, као принципиелни луѓе, треба да видите факт. Добиваат по 3, 4, 5 пати поголеми хонорари од нас подржувачите, колку да знаеш у каков режим угоден живеат. Значи, тоа е факт, не измислува. Ја ќе почнам овој режим да го напаѓам, бидејќи јас сакам нешто да заработам повеќе. Ете, тоа е тоа. А што, смешно е? Па треба да се провери само. Тоа е... А што, ништо не е тоа, така? Кој е прогонет? Напротив. Сите имаат привилегии неверојатни. Ова режим, Само сакам да кажам... тоа е безсмислено што го мал пишувате став. и го говорите. Одиме- На ниеден факт не е базиран. Не можете да го Вашето- кажете, Ја не знам можете зашто- така општо да кажете. Мора Ја бидете кажувам конкретни. па еве Зашто? кажав конкретно. Зашто е безсмислено тоа Па што сите што тоа? се овие опозиционери и културњаци се преплатени и секојаш имаат ангажман. Дали ти тоа го знаеш, извини? Ако не го знаеш, можеш да го провериш лесно. Тоа е едно. Второ, чувството на режим. Кога ќе кажете сите овие културњаци, тоа е... Сега да не ги редам луѓето, не сум во студио. Ама не можете ни да кажете така, ако не ќе да ги редите, бидејќи е безсмислено да кажете сите имаат. Тогаш сите ќе помислат дека навистина имаат. Има, Не, навистина. не Сите може- одред. не Овие може што така се да го исторени играчи и револуционери. Сите до еден. Еве ти кажам. Ја ви ќе ви кажам дека немаат. Сега ај маласки, се да се обкладиме, Па сакаш не, ли? ајде да се клади. Еве, И што ќе докаже тоа? Па ќе докаже дека Што стварно дека е кога тежок ќе се режим. обкладиме? Да. Што ќе докажете дека сте во право? Не, ја ве разбирам само ова. Ја го разбирам тоа чувство дека живеете во режим, затоа што 10 години исти ликови има и можеби ВМРО требаше пред неколку години некој да Добро, сите сме истите Ама, ликови. Тоа е чувство, самите си го создавате. На терен не постои никаков режим. Како Тоа е- не постои? Па не постои Како само. не? Видите истите ликови. Па Во, ние, во режим, ние сме сите во години на некој начин. Истите луѓе сме. И новинари, и актери, режисери. ја не чув ни еден аргумент за режим, ни еден. Има Кого сакате затвара? аргументи? Вака, Сакате само аргументи? секунда. Сакам, Дайте па ги, само само секунда аргументи да сакам. кажам. Сега, А не, Во не делот, да, ако во ми делот дозволи. на Ја кажам. превишувањето,
морам да кажам дека во Македонија од секојаш сме имале чувство дека не прислушуваат. Имаше 2-3 афери на прислушување. Може не биле од ваков обем. Тоа не е никакво оправдување, немојте така, немојте да ги релативизирате. Не смееме да поминеме не може да биде релативизираме. оправдување. Ја не се плашам од прислушување. Само сакам да кажам Па нека ме дека прислушкуваат колку Па што нека сакаат. не сум ни криминалец, не сум ни Ама не може такво нешто да прифатите, ниту да го не да го прифаќам. наметнете како нешто сосема Не, нормално. Димитров, нити сакам да кажам дека треба се навикнеме. Сакам да кажам на еден континуитет кој што постои, нити пак на Димитров да го маргинализира, бидејќи сега сите сакаат да расчистат, барем декларативно се трудат и власта и опозицијата да искочи вистината на виделина, значи ако живееме во режим, во каков период на режим, а не сме знаеле да живееме и како тоа ќе се разреши. Но одиме прво со реклами да не ми забележат дека не пуштаме реклами, па ќе се вратиме на вестиве теми. Еве во аргументи по рекламите Зоран Бојаровски, Братислав. Во малку аргументи, но ќе се обидеме да дадеме аргументи. Имаше опклади без аргументи, можеби на крај ќе се дадат. Значи Братислав Димитров, Зоран Бојаровски, актуелна политичка ситуација, поделеност на граѓаните, поделеност к дом шарена револуција. Господа, досега кога говориме за политика со овие аналитичари, експерти кои што доаѓаат тука, го поминавме избирачкиот список, медиумите, лидерите се договорија дека генерално атмосферата е добра за фери демократски избори. Изјавите сега се исто слични, значи 11 декември има избори. Сега прашањето што наново се наметнува е што по изборите. Дали изборите конечно ќе ја надминат политичката криза и дали македонските граѓани кои што се генерално поделени политички ќе најдат мир, ќе се смират и Македонија може да се занимава не само со самата себе си, него и со она што е генерално стратегија за ЕУ, НАТО, името, економија и така натаму. Јас извинувам, не ја враќам темата. Еден период со партиска одлука таа опозиција не одеше во ниеден медиум, секаде ги вика. Зборува за режим, немање медиуми, не доаѓа. Мислам, стварно... Говориме за тоа. Добро, само... Тоа е сега апсолутно не точно. Како бе не доаѓаат од позицијата, а не од опозицијата. На дебати, на директни соочувања не доаѓаат. Вие можете да го видите премиерот, министрите и така натаму, кај овие протагонистите на позицијата, медиумски. Меѓутоа, кога сте виделе последен пат директни соочувања? Па види... Кога? Немојте сега... Туку така ќе се каже нешто и ајде сега. Не точно е тоа. Видите, генерално партиите најмалку секој. Сега не говориме уште на оваа тема. Партиите се најмалку присутни во медиумите. И од власта, и од опозицијата. Плачат дека немаат медиуми. Тоа е перверзија. Прво не разберам зошто представниците на власта не одат дури во телевизии кои што се провладини, освен премиерот која сме гледали, поранешниот премиер. Ја не сум видел министри или парламентарци, а опозицијата точно е тоа дека не доаѓа, или не сакаат со тој да разговараат, или не сакаат со мене, или не сакаат во овој медиум. Значи, барат некој чист терен кој што генерално, мислам, тешко може да го најдат. Ја тука се слагам дека на дебати доаѓаат луѓе кои што не се директно политички и партиски определени, кои што се како вас, кои што се експерти, кои што се занимаваат странично со политика, но партиите најмалку. Тоа е констатација на една состојба и еве да речеме можда не е целосно, но еве да се сложам за да не правиме непотребно полемика околу тоа. Но прашање е зошто е тоа така? Значи причините треба да ги побараме за да видиме зошто е тоа така. Бидејќи што ме тоа така, очигледно дека некогаш се создале ситуации поради кои, ако зборуваме сега за медиумите, значи ние генерално едните не сакаат да изгубат рейтинг, другите не сакаат да добијат на рейтинг. Значи мислам дека тоа е најпросто објаснување. Не можам да ги разберам поинаку. Ја имам и друго објаснување. Ако ти во стартот залепиш етикета со големи букви режим, тогаш треба да го играш, да оправдаш таа етикета и тоа сценарио. Многу е просто во суштина. Како сега режим, а сегде да гостува. Тоа е една политичка перверзија невидена во светот, мислам.
Тука се случуваат работи. Ја намерно кажав дека не е страшно, имам право на сомнежи према ЕУ и НАТО, но јас сум поголем приврзаник на вредностите европски, отколку тие што декларативно се повеќе. Тоа е невозможно да се случи во најпросечна европска држава, тоа што се случува. Инаку, што се однесува за поделбата, јас навистина мислам дека тоа Политички разлики ќе постојат секогаш, мислам, тоа не е спорно. Не, мене ми пречи во животот што има, во реалниот живот, комши и роднини, тоа е страшно. Политичарите у секоја варијанта ќе се договорат. Како и да е. И ние не треба да биме навијачи, она као на стадион. Секој поддржува опција и тоа е регуларно, но тоа е страшно нешто што се случува на терен. Сега ајде да не давам примери. И што се однесува до медиуми, ја еднаш кажав во едно интервју, значи и пишани опозиционерски и портали, значи ова депонија Дрисла е цветна градина кој ќе се спореди со тој вокабулар. Поодвратно нешто, значи да се у Швейцарија на робија ќе идат 90% од опозиција што пишуваат тоа се. Тоа е забрането, тоа не е европска вредност, за која вие се залагате. А такви примери ја не гледам во режимските вестници. Тоа може да се провери сега да ги отвориме вестниците. И како? Како? И ова е приказна, и ова е Не, ама да, повторно паушални, мислам, вака... Па што паушални? Паушално, знаете како, ќе кажете нешто и сега јавноста ќе мисли дека е тоа навистина така, а не е така, мислам. Сепак треба да внимавате. Јавноста знае, затоа си добија ВМРО избори. Знае, да не мислите дека не знае. Опозицијата после сите избори излегува и ја дава својата оригинална дефиниција. Поразот е победа која некој неправедно ни е украл. Тоа е дефиницијата. Сите муабети сепак некако пак не водат кон разговорите што прислушкуваните разговори и од нив и од нив голема мерка се гледа како беа добивани изборите. И прашањето за изборите е едно од прашањата во дијагнозата за Република Македонија што ја воспостави Рајнхард Прибе и неговата група лани За пролет. кого работи? За Македонија? Работи на покана на Република. Тој беше угостен во Република Македонија од политичките представници во Република Македонија. Добро. И од власти и од опозицијата. Да. Тие го примија тука, му дадоа да работи, тој работеше, се среќаваше со министри, се среќаваше со јавна администрација, со судови, со сите оние за кои му беа потребни за да ја воспостави дијагнозата. И дијагнозата е воспоставена. Република Македонија е сериозно болна држава. Во 5 точки. Сакате да ги прочитам? Не, болна е зашто има болна опозиција. Не, во 5 точки е. Следење на комуникациите, судство и обвинителство. Не знаеме кој ги следал, уште не знаеме кој ги следал. Следење на комуникациите не вика кој. Прислушување. Не вика кој следал. Следење на Па и комуникациите. Германија е болна, значи и другите држави. Не збориме за Германија, уште еднаш ќе кажам. Не ме интересира. Надворешен надзор на независни тела, избори и медиуми. 5 столбови на демократијата се срушени. И поради тоа Македонија е болна држава. Дијагнозата е воспоставена, со Парижскиот договор се воспоставени средствата со кои даа дијагноза, таа болест треба да се лечи. И тие средства се исто така одобрени од политичките представници и на опозицијата и на опозицијата. Добро. Сега, што се случува во меѓувреме? Зошто политичките представници на опозицијата не дозволуваат тие средства кои ќе кренат државата на нозе да се спроведат во некој разумен рок? Тоа е прашањето. Зошто се прават тие обструкции? Која обструкција? Една кажи обструкција. Која? Па како која? Прво имавме сериозни, драматични преговори, разговори и така натаму за изборниот систем. Па тоа не е ново нешто, тоа е и за други работи. Второ, се уште имаме Не е тоа обструкција, тоа е договарање. Траело подолго. Па траело подолго, можеше Како може обструкција можеше да да трае биде? многу по-кусо. Па можело секогаш. Можеше, Значи па. не е тоа обструкција. Обструкција е. Така ја доживуваш, се го одлага. доживуваш. Не, бидејќи болестите за да се лечат треба да се внимава и на времето. Добро. Бидејќи ако дозволите премногу да трае болеста, таа ќе го зафати целиот организам и ќе ги зафати и виталните делови. И тогаш реакциите се малце побурни можат да бидат. Која обструкција е друга? Сакате да зборуваме дека за медиумите
кога беше Ван Хаут и додека се водеа преговорите, тој си замина од Република Македонија, тоа поглавје воопшто не беше отворено. Тој ви е многу јак, Ван Хојте, тој беше многу... Вие го поканивте. Вие преговаравте, Не е вие бевте битно таму. тоа кој го Како не е поканил. битно? Па битно е, бидејќи човекот беше легитимен. Вие го поканивте, ја не сум политичар, ја не сум Тој го беше поканил. легитимен медијатор на покана на политичките представници и на позицијата и на опозицијата. И се истакна И со- на оние што беа следбеници на позицијата Добре. и на следбениците на опозицијата. Ти Не знам дали се истекна. Човекот си ги заврши работите, единственото поглавје што не го заврши беа медиумите. Така. И на крај преку летото, за да се заврши целата таа работа преку глава, се постигнаа тие два не можел договора за да го македонската заврши радиотелевизија. тоа, пошто му побегнале мачките и не можел да го реши тоа. Така е, така е. Тоа се најдобрите одговори. Да. Вака, Секој што доаѓа на времето од Белград, па Брисел, од странство, за вас е светиња. Странците, значи, Сајде да зборуваме мислење за- со собствена глава, тоа Е, некоја тоа е друга многу добро прилика. прашање. Мислењето Одлично. со собствена Тоа е глава. дијагноза моја. Тоа е многу добро прашање. Моја Ајде да дијагноза. разговараме за тоа. Сакате за тоа да излегува сите од разговараме? странците, реков. Сакате за тоа да Кои разговараме? странци? Кои странци? Кои се тие Бидејќи странци? толку внимателно сте ги читале моите колумни, сигурно се сеќавате Не на баш толку внимателно. Сте ги но читале. Спорадично. Сигурно Не, сте сеќавате на мојата Да прва не колумна. претеруваме се. Не претеруваме. После 9 февруари, кога напишав дека ако Македонија сама не го реши овој проблем, Па секој ше така. ќе покаже само дека е протекторат, дека е недорасната, Па се дека сложам. не станала полнолетна и дека не може само да си ги решава проблемите. Па се слагам со тоа. Што е спорно? Тоа што е спорно да ни дојде некој и да не ги Еве решава што е проблемите? спорно, одма ќе кажам. Што е спорно? Го поканивме ние. Сите го поканивме. секој ство збор, странците. Ја не знам кои се тие странци. На кого се мисли? На Европска унија, која е во хаос и распад на сега. Европската унија која и не на, знае што и да... на нашиот стратешки партнер Соединетите Американски држави со договор Вашиот, добро. со договор потпишан од страна на премиерот Груевски во 2008 година после Букурешт. Тој заедно со председателот Буш потпишаа стратешки договор за партнерство. Што значи дека Соединетите Американски држави секогаш ќе се грижат за доброто на Република Македонија. Одлично е. Така е. Така е како не. Потпишана од премиерот тогаш Груевски. Ти така. збори за документ збориш, така? Зборувам за документ, се разбира, кој обврзува нашиот стратешки партнер да се грижи за тоа нашата болна држава да биде крената на нозе. Значи, многу е битно да имате стратешки партнер и странците... Јас- Ја не сум слушал. Јас не донесов одлука за стратешкиот партнер. Одлука за стратешкиот партнер донесе тогаш раководството на тогашната влада, Тоа на чие донесе чело сите беше раководства, ВМРО сите ДПМНЕ донеле. Значи- и премиерот Груевски. Тие го потпишаа договорот за Правиш стратешко партнерство. манипулација несвесно. Не. Таквите документи... Јас зборувам за документи и факти, а Еве не. што преш ти. Подсвесно манипулираш. Кажуваш Груевски ВМРО. Таквите документи од осамостојување сите влади ги донеле. Значи, биди прецизен. Што оди во прилог на мојот став дека ние не можеме сами да си ги Не, решаваме ќе проблемите. кажеш дека сите влади што биле до сега такви документи потпишаа. Не се такви документи. Стратешки документ за стратешко партнерство Генерално ЕУ НАТО определба тоа мислам. не е генерално. Многу специфично и многу посебно. Не може генерално да се зборува, затоа што Па како се анти затоа што ЕУ и така анти НАТО ако потпишале се, не ми е јасно ти. каде анти ето, каде што зборувате се? Предходно збор. Добро. Не, сега ме да поминав. каже како е владата анти-ЕУ и НАТО ако ги потпишале. потпишело овие документи. А кој рече дека е анти? Па рече пред малку, ај не е битно. Да не се фаќаме за збор. Не е битно. Значи никој не е анти-ЕУ и анти-НАТО. Барем вака на хартија не се. Иако си поигруваат од време на време на митинзи, па ќе се појави Путин Па има на слика, право сомнеш. па ќе се појави руско знаме, па ќе се И што е? Вака. Па гледаш, И тоа е вака. само се извинувам. Игра Може, се со извинувам, значи, еве сега многу краток ќе да ми прецизам. Ајде. На митинг од 100.000 луѓе. Тој го направивме ние. Во Швајцарија да се направи, во Холандија ќе има инцидент, ќе има и никаков ни најмал инцидент. А вие сте, како да кажам, се извинувам унапред, значи манипуланти невидени. Па тоа знаме, може некој од опозиција да отишол. Најдовте ли кој е тоа, како можеш да правиш ти контрола од едно знаме дигнато, правиш теорија дека сме проруски, не сме. Тоа е срамота, мислам. Мислам, тоа е Ама знаете како? Срамота е, наискрено ви Не, кажувам. ајде да се сеќаваме убаво и многу во детали. Каков беше митинг? Ја не се сеќавам дека после овој дека после тој Ковид, како митинг се викаш?
И он изрази... Организаторите на изрази- тој митинг не рекоа ништо во врска со тоа. Со тие неколку знамења што? руски и со А вас портретите не на ви Путин. пречат други знамења, само тоа ви пречи, така? Не разбирам кој си тоа Што не вас. разбираш? За што зборувате? Па еве тебе. Вака. Кажете Не биде за, вас. за кое Па знаме? има знамења се истакнуваат кај што не смеат и кај што не е дозволено. Кое знаме? Кажете, кое? Чекай се. И Разни кое? знамења. Ја не сум организатор на ниту еден протест и не зборувам во име на тој организатор. можеш ти 100.000 луѓе да- Ја гледам како наблюдуваш на тие. И знамето е важно. Митингот, се друго, едно знаме све решава. Ма не е само знамето. И што е друго? Па бе, Да, окей, сваќам што сакате да поентирате обајцата. Што да поентираме едно знаме, Не, теорија. генерално, едно знаме. Војаровски, тоаш ни власта, ни опозицијата, официјално, во сите изјави на министрите и на опозицијата, особено на министрите од власта, ЕУ и НАТО никогаш не било спорт. Значи, медиумски, во секој интервју, министерот за надворешни Сигурно. говоре дека Точно така. нашата стратешка определба е ЕУ и НАТО. Добро, Така. да. Тука забелешки не можеме да најдеме. Па џабе бараме. Она што не, е па, вие рекоте дека има и други опции. само избор. вака, само имам право- дозволете да го поставам прашањето. Димитро, Ајде, извини. не случајно реков преска и на почетокот. Партиите затоа можеби не доаѓаат на дебати, бидејќи во нешто можеби ќе се сложат дека се стратешки сме за Европа и НАТО. Но структурите кои што не се директни конзументи на таа политика, се ГДОМ, или се шарена револуција, или се протестирам, или се индивидуалци, или разни здруженија, кои што не стриктно припаѓаат на официјалната политика, нити на опозицијата, ниту на власта, имаат други и најчесто порадикални или различни ставови и од опозицијата, и од власта. Оние во шарената револуција не во се сложуваат со опозицијската СДСМ и обратно. Не СДСМ не можеше да застане за сите барања над шарената револуција. Како и ГДОМ. ГДОМ, поединците на трибините, звучи дека се про-ВМРОвски, проопозициони, но не ја соопштуваат официјалната политика на власта. Значи имаме сега судир на две струјења што не се нити опозицијски, нити провладини. Како тоа ќе го објасниме? Во јавноста доминираат тие со нивните ставови, бидејќи официјалните се најмногу присутни во медиумите. Значи, во овој момент чувствувам потреба да кажам нешто што е битно. Кога зборувате и кога гестикулирате со раците, велите ГДОМ и велите шарената револуција. Ја не сум. Може не сте шарена Не сум ни револуција, шарена но револуција. Не знам дали ја поддржувате. Симпатизер евентуално. Може, не знам, прашувам. Да, не сум. Значи, сега прашањето е, окей. Ама ги следите Да, дилемите ги што следам од постојат. близко Таму има и- многу, има партии, има невладини, има граѓани, има Ги следам од глумци. близко и едните и другите. Така да И на добро, но- со подеднаква дистанца, со подеднакво разбирање и со подеднаква желба да ги разберам. Добро, ама вашите ставови кореспондираат повеќе се проопозицијски него провладени, како што неговите Океј, се провладени. добро, нека биде иако така. не се за Америка и САД, иако Оваа емисија се покажа. Нека не, биде тоа така. ништо. Не, генерално гледам дека Да. сте таму. Но- Иако не застапувате СДСМ-овска позиција, нити пак Димитров провоморовска, бидејќи се разликува од официјалната владина позиција. Ако се вратиме да го бараме одговорот на вашето прашање, тогаш не знам. Дали има мимикрија, тоа е битно, или кој се расправа и кој е наметнува генерално јавната политика во Македонија? Не знам зашто би Партиите имало или експертите? Не знам зашто би имало мимикрија. Тоа е еден толку неопходен и потребен плурализам на политички блокови, ставови, идеи и мислења. Шарената револуција, не зборувам во нејзино име, но еве, ако можам Не е страшно, да интерпретирам од мој аспект, ги изразува и се обидува да го артикулира ставот, стравовите, очекувањата, надежите на еден сериозен број граѓани во Република Македонија. Но тој И тој не секогаш се совпаѓа во исти моменти и секогаш со исти идеи со опозицијските ставови. Но тоа ше проблем на опозицијата. Таа се бори за власт. Не е ничи проблем. Како не? Не е ничи проблем, Како и они се борат за бидејќи власт не исто. може не треба да ги идентификувате ниту да ги спојувате шарената револуција и опозицијата. Било што да предпоставувате под опозиција, дали СДСМ или било која друга опозицијска Само партија. размислувам, затоа што шарената револуција, како и ДОМ, после ќе споменам, собра голем број граѓани, спонтано или не, можеби таму имаше и опозиционери,
но не стриктно дека припаѓаат на опозицијата. Имаше различна структура. Но тие ако врзуваат голем број граѓани, рековме дека се генерално незадоволни дури со тврдиот став на опозицијата кон власта, им го одзема на опозицијата битката за луѓе, за гласачи. Значи, опозицијата може да се доведе ситуација како и власта со ГДОМ, во ситуација да губи гласачи затоа што нивната политика не е спроведена на начин на кој што тоа го бараат овие луѓе кои што се на улицата. Ете, сега, тоа е прашање на партијата. Па тоа го кажа. Тоа прашање на тоа е проблем на партијата. партијата. Тоа прашање партијата ќе се соочи на денот кога ќе има избори. Исто и со ГДОМ. Значи, ГДОМ кажува нешто што ВМРО не го Исто и со прокламира. ВМРО и со било која политичка ЕУ, партија. против НАО, порадикални се во Така односот е. кон СЈО, кон опозицијата. Да не правиме идентификација на граѓанските движења со политичките партии. И тоа би требало граѓаните да го препознаваат и да знаат за што станува збор. На изборите нема да излезе шарената револуција. Ќе излезе политичката партија. Се извинувам. Некој од нив може да се најдат на листите. Тоа е небитно. Тоа е небитно. Имаше, многу е битно, имаше директно барање од шарената револуција. Пази, тоа стварно нема нигде во свет. Да имаат преговарачко столче. Пази. Не. Сега, Не. имаше ли немаше? Не, и тоа не е точно. Може да прашаме новинарот. Имаше ли немаше? Не. Па јас сум новинар и ја ги следам работите. Не бараа преговарачко столче. Не бараа преговарачко столче. Бараа столче за да ги мониторираат преговорите. Ма немој, кои се они да мониторираат 100 души собрани? Они се граѓанска организација неформална која побара. И сега каков проблем имате вие со нивното барање? Немам проблем. Само прашувам, кај го црпат они легитимитет? Можевте и вие да побарате. Всушност и побаравте. Не. Но не се составивте и не се договорите. Само момент. Од каде го црпат они легитимитет? Од кај се провериле? Колку стојат за нив? Како столче? Одма столче, па утре фотелја. Ќе ги прашате нив. Значи не, логичко прашање. Не, да расчистиме веднаш. Манипулацијата не беше преговарачко столче. Беше столче кој ќе им овозможи на граѓаните преку шарената револуција да го мониторираат процесот за да знаат точно што се случува. Бидејќи премногу манипулации, премногу нетранспарентност се случуваше за време на тие преговори. Од кого? И од едните и од другите. Значи, И од едните и од другите. Граѓанско право беше и желба да дознаат точно што се случува. Бидејќи, кога ќе завршеа преговорите во клубот на пратениците, ќе излезат едните представници на политичка партија, ќе соопштат нешто, ќе излезат другите, ќе соопштат нешто и идејата е дека е тоа сосема различно. Толкување кавга во фамилија тоа, не ме интересира. Не, тоа е кавга на две различни фамилии кои се обидуваат. Ова е многу духовито што каже се на две различни фамилии. Но ја расчистуваме манипулацијата дека не беше столче за преговарање. Тука нема. Добро, не може одма фотелја, прво столче па. Така е. Но тој тип на духовити одговори. Видете, Димитров, вие бевте неодамна во Охрид, имавте така ГДОМ собир? Една ваша изјава се пренесе преку медиумите, преку порталите, може да прочитам. Фактичка ситуација која што неколку пати наведуваше на тоа дека можеби двете групи на граѓани од шарената револуција од ГДОМ на исто место во исто време можеби нема да се толерира така лесно и може да дојде до одреден конфликт на кој што кажуваат и председателот и премиерот и министрите на внатрешни и настојуваат да ве држат на некој начин одвоени. Значи, вие не сте партии, но тие граѓански структури може да доведат до сериозни последици во општеството. Така е, за жал. Како? Тие бевме тројца во Охрид. Првиот беше ултрарадикален во настапот. Колега, вториот беше негде. Ја бев. Почувствав потреба да пратам таа порака, затоа што Постои реално како Не, опасност. па сега да не кажувам Чим сте анекдоти од споменале, животот, ми дофрлуваат, викаат, ајде, сега, се има цена, јас сум се нафатил да изразувам јавни стави, али добро, таа лоша страна да не ја кажувам. Значи, тоа е најголема опасност за Македонија. Јас сакав да кажам дека и политичарите, ние многу лесно префрламе се на политичарите, сите грешки, кривици, но во нашето семејство, соседство, ништо не правиме за да нашиот животен простор биде нормален.
Значи, влегуваме, шаховски кажано, во туѓа варијанта, не во наша. Ја навистина искрено и сега ќе повторам. Значи, влади се менуваат, пратеници, политичари, тоа мен не врат, не се категории со некоја вредност. Има цивилизацијски, вековни вредности. Соседство, милост, сомилост, солидарност, нели, тоа е цивилно општество. Значи, тие отрови што ги оставаме ментални за себе, и приватно, и во медиумите, тие тешко ќе изветреат. Ќе треба долго време, како војната во Босна. Многу генерации треба. И ја на моето работно место, апсолутно, сега ова изгледа малце... Луѓето ме доживаат како... Ја дома воопшто не дискутирам за политика. Во театар, воопшто исто. Зашто сметам дека не е пристојно тоа, дека не е домаќински, не е убаво, не е културно. Ова што настапуваме е едно, но во театар апсолутно не ме интересира. Или дома, некојаш нормално, али дома, еве, и повеќе сум бил ангажиран, бев кандидат, нели, као за градоначелник, никојаш не дискутирам. И ја тој простор, колку можам, си го чувам и себе, и моите блиски, така да, тоа е главната тема, а ова друго е све емоција. Секој има сега некој ако го доживува како режим, не можам ништо да му помогнам. Тоа е емоција која сам си ја создава или обратно, да кажеме. Значи тој дел никој не работи на тој дел, за жал. И ете имаме преседани, нашата држава е редослед на преседани, неверојатно. Добро. Одиме со уште еден блок реклами, па се враќаме да завршиме со третиот дел околу оваа дебата во аргументи. Аргументи? Аргументи. Во паузата отворивме едно прашање што наистина сакав да го и јавно да го продискутираме. Реков ќе говориме не до изборите, туку повеќе по изборите, еден дел од тоа до изборите, Бојаровски изанализиравме вака или онака. Се говори, ја не сакам да употребувам таков термин, се говори на некои мои колешки и колеги често почнуваат такви прашања во кулуарите. Но се говори во јавноста дека многу е важно по изборите. Или ќе дое до смирување на страстите, тоа е под една друга точка ќе го разговараме, или едните велат, ако ние дојдеме на власт, ние од СЈО ќе се види трага, нити од опозиција ќе ги снема, и обратно. Ако ние дојдеме на власт, ќе поапсиме, ќе направиме ревизија и на судство и на обвинителство. Па тие јавно го пишуваат, подржувачите. И двете се у оптек. Добро. Ајде за двете. Еве, нека. Ајде за двете. Частам, нека за двете. Значи, главните подржувачи на и функционери на СДСМ, што значи и на опозицијата, со мали. Тие отворено кажуваат, тие, пази, се борат против режим, најфашистички идеи презентираат. Ако победи СДСМ, тогаш во ред. Ако изгуби, па нема да ги признаат. Значи, демократски избори се само ако опозицијата добие. Тоа е нешто неверојатно. Тоа е... Дали ќе има реваншизам, без разлика кој ќе победи? Пази, сега има... Дали ќе има реваншизам на таа... Па дај Боже да нема. Зошто ние... Секој човек што е... Треба да го чуваме. Секој човек е драгоцен за една држава. Мислам, не е ова општо место фраза. Ја искрено се надевам дека нема да има никаков од ниедна страна. Тоа е погубно. Децата наши се дружат меѓу себе. Нови генерации идат. Значи, без разлика опозиција. Така да, секој од нас треба тој простор. Но, треба да ја диагноза да направи. Тие ако, нели, режим, ајте го освоивме, не може ти со тоталитаристичка свест, со фашистичка да рушиш. Тоа народот го гледа тоа. Бојаровски? Реваншизам или амнестија на сите? Добро, сега тоа е, како што велите и вие самите, сега се говори,
не можам да Не, се смета дека може да има, заради мир, да има амнестија на главните структури од двете партии. Нова амнестија, не мислам онаа што беше на Да, разбирам. Знаете како сега, прво не можеме да правиме, да елаборираме врз основа на се говори, предпоставки, Сепак сме вокулуари аналитичари, и така што натаму. може да се очекува. Не предпоставки, ова што говориме е јавно. Пишан има. Не, ама не сум слушнал официјално дека да бидам искрен, ни во кулуари, во тие кај што се движам јас, не сум слушнал такви муавети. Дека не знам, ќе има реваншизам или ќе го нема ни СЈО, ќе Има го нема страф. ни... Ако не се коментари, onda постои страф, веројатно. Но врз основа на тоа јас не можам да правам елаборација сега и да развивам некаква тема за која можам или да ја аргументирам или не. Тези затоа што Она што можам да го кажам е дека ако такво нешто постои, тоа е апсолутно неодговорна позиција. Апсолутно неодговорна, незрела. Тоа само потврдува дека Македонија не е зрела држава за самостојно да се подигне и да функционира како здраво функционално општество. Ако нешто такво навистина се случи. И тоа ќе биде поразително сознание. Од друга страна, и со обврските со пржинските договори, и со сето она што се документи на Прибе, на препораките на Европската комисија и така натаму и така натаму. Тоа се документи и тоа се препораки кои мора да ги следиме ако сакаме да направиме да исправиме државата, да ја кренеме на нозе и да направиме здраво и функционално општество кој ќе почне да остварува некаква демократска атмосфера која потоа ќе заздравее до толку за да може да се вклучи и да стане дел од тие, ако е тоа целта, нели, стратешките цели, евроатлантските аспирации. Брајос, ќе ги поставам тоа што и на оваа маса некои од оние што се аналитичари, кои што навистина мислам дека ги познаваат приликите, на база на тоа што се случува, даваат предпоставки. Една од варијантите е, за да не дојде до такво повторно негирање на изборните резултати, предлози со кои што наводно се им се соопштени на странците, да има повторно коалиција од едната и од другата партија, од третата, да не биде губитници, победници. Социјалистички сојуз. Веројатно, дали тоа ќе помине како во Германија или овде, не знам. Дали тоа ќе има одговорност или не знам. Бидејќи секоја имавме едно искуство на почетокот со експертска влада, кај што никој немаше одговорност. Имаме сега случај. Оваа влада што е направена за до изборите, гледаме дека министерствата не функционираат на начин на кој што треба да функционираат како една априори поставка за поизборите. Па се говори дека овие избори веднаш потоа ќе следат други избори кои што ќе стават Македонија на нос. Значи, тоа се тези кои што јавно се кажани во... Добро, во таа смисла веќе има конкретни репери за кои можеме да зборуваме. Јас лично не верувам во таков тип на постизборна широка коалициона влада. Не верувам. Бидејќи во тој случај вие немате политичка одговорност. Ако го зборуваме за политички систем, парламентарна демократија, избори и така натаму, ние зборуваме за политичка одговорност на политичките партии што ќе дојдат на власт или тие што ќе останат во опозиција. За да и во таков еден амбиент, без разлика на тоа кој ќе победи, врз основа на таа политичка одговорност да продолжат реформите. Значи не може да запрат овие реформи. Ние практично само што ги започнавме реформите на државата, на системот. Некои од нив не се ни почнати како што треба. Судството, јавната администрација, за медиумите е најмал проблем, бидејќи и понатаму тврдам дека многу малку треба кај медиумите да се направи. Нема многу за да се прави. Но, да речеме, некои од тие работи мора да завршат. Аферата со прислушкуваните разговори мора да се оконча низ еден правен, судски, легален, легитимен политички систем, не политички. Процес. Правно и правен, низ правен процес тој мора да се оконча и мора да се заврши. И ние мора да знаеме што се случувало. Ако тоа се обструира и ако тоа се блокира, тогаш, ако тоа го прави таа влада, што ќе биде формирана од политичката партија, што ќе победи на изборите, тогаш ние ги запираме, ги блокираме и понатаму ќе имаме иста ситуација. Таа приказна мора да се оконча, мора да знаеме што се случувало. Мора да знаеме едноставно. И сите индикации за извршени
нелегални действија, ќе бидам со многу благи зборови овде, ќе внимавам што зборувам, тие ќе мора исто така да се процесуираат. Не може да останат само на индиции и на ниво на сомнеш. Јаровски, но забораваш дека и двајцата лидери на партиите имаат судски на некој начин. Апсолутно, не заборавам. Да, Не. Тоа ти го говориш, тоа не е исто и во партиите, него доживуваат веројатно и оние што се подржувачи на партиите. Сметаат дека, знаете како, што е попрво, кокошката или јајцето, кој случај беше по загадочен или не. Секоја партија што ќе победи може да фаворизира или да не фаворизира оден случај. Затоа е битно исходиштето заради државата, не заради лични. Јавно обвинителниот и судскиот систем, доколку од нив бидат кренати рацете на политичките партии и доколку им се овозможи тие приказни, не само тие приказни, се што е во државата поврзано со тој тип на нелегални активности, да си ја вршат они својата работа, таа приказна ќе си трае и ќе си тече. Единствено што треба да се направи е да се кренат рацете на политичките партии од тие системи. Тие мора мора, како да ви кажам, тоа е според книга и според основни начела мора да имаме независно судство. Тоа е единствено што го велиш, е многу тешко да се постигне, веројатно, бидејќи да било лесно до сега немаше да биде во сите извештаи на Европска унија. Значи тешко оди тој процес, секогаш оди тешко. И со обвинувањата и на едните и на другите, од поставувањето на судиите од 90-та навака, било дискутабилно и веројатно уште некој време ќе остане, Димитров. Ја често пати го кажувам тоа. Значи, и судиите се луѓе, тие сакаат да припаѓаат можеби на некоја политичка партија, доброволно или не. Видите, ако гледаме историски, ние многу се губиме во фрагменти. Многу денешни најдемократски држави, да не ги споменувам, биле многу полоши од нас. Со тоа што ние излеговме од еднопартиски систем, тие нема еднопартиски систем. Сега нормално дека сакаме сега и веднаш да се подобри, така треба да настојуваме да биде подобро. Треба да биде реални. Не сме ние грешка е ако дигаме чалам во сите сфери, но уште поголема грешка ако се само подценуваме. Во многу сегменти ние сме далеку подобри од тие што ни солат памет. Јас сум живеел во тие западноевропски држави, тие евидентни вредности ги почитувам и сакам тука да се имплементираат. Но еден куп други работи, тоа е грешката наша исто, се фалеа сите со тие закони со европски знаменце и како бубалици ги препишуваат, тоа се идиотски закони. Што идиотски, ќе го потребам уште еднаш што избор. Што не се во склад со нашата традиција, обичај. Ја пишував на таа тема. Забрана на ајвар, сега у Женева не се. Тоа се глупости. Значи, ние, нашиот... што, Тоа се мали ситни детали кои се толку небитни. Па ситни и небитни. Најбитни се, тоа е животот. Небитни, дали ќе правиме ајвар дома или ракија ќе печеме. Атомска централа ќе правиме. Правиме суштински животни муавети. За ајварот и за ракијата. И тоа е најважно, една од најважни работи во живот. Да, така е. Вие елитистите се... А судиите и правосудниот систем нека бидат под политичките партии, затоа не треба да се разговара, тоа е во нашата традиција. Ние не можеме од тоа да излеземе. Не го кажувам тоа. За мене тоа се подразбира, а ти го потенцираш. Глупаво е да кажувам да не се среди судството, администрацијата. За мене се подразбира тоа. Јас знам што е администрација, во Лондон сум живеел со 20 милиони луѓе, за 15 минути сум завршувал се. Тогаш зашто зборуваме? Ти имаш потреба да го потенцираш, за мене тоа природно. Мене ми е важен ајварот и ракијата и седенките во улица. Тоа е животот наш. Добро, судството е дел од нашиот живот. Имаме спор со комшијата со кој што правиме ајвар, може би. Ајварот, ама поважно ми е да имам, да верувам во правосудниот систем. Тоа ми е многу поважно. Сакам да уживам во ајварот и во ракијата, ама сакам да бидам сигурен. Па кој ги спротивставува се? Ја не го направив тоа. Ама не, муабетот тргна од таму дека... Добро, ќе се откажам од ајварот. Прашање, извинете, Николовски, ама судиите биле луѓе, па и тие сакале да припаѓаат на политички партии. Затоа е, бидејќи рековте дека се надеваш дека судиите ќе бидат независни, ќе направиме независно судство, само тоа требало. Па само тоа не од 90-та го правиме и не можеме да го постигнеме. Ако било толку едноставно. За треба да се откажеме. Не треба, но сакам да кажам, не е само тоа малку фали, тоа е голем проект кој што го работиме од 90-та наваму.
Значи не е лесно да се направи. Не го работиме, го независни обструираме судии. од 90-та нааму. Сите политички партии што до сега беа, значи сите. Па ние ги бираме тие политички партии кој да го цело направи време. тоа? Значи тие не ги прават такви судиите. Судството не се измисли само. Значи дојде време тоа да заврши, таа приказна треба да заврши. Како ќе заврши? Како ќе заврши? Кажи. Така убаво ќе заврши. Затоа Љубопитен затоа сум. се покрена незадоволството на граѓаните. Тоа е незадоволството на граѓаните артикулирано низ протестирам, низ граѓаните за Македонија, низ шарената револуција. Тоа е таа артикулација на тоа незадоволство и на таа приказна, дека таа приказна мора да заврши. Ама ако е таа приказна, ако се сите незадоволни од судството, ќе се спојава и гдом и шарена револуција воедно. Ние сепак не дојдовме до такво Можда се единство задоволни, они се задоволни од судството. Не бе, Супер, ајде, за супер тоа Задоволен, јас сум функционира. реален. Дека е добро. И задоволен сум дека сум реален. Од тука го црпам задоволство. не задоволни сте. Задоволни се како ли се задоволни, Добро, супер. може, ќе заборам Ајваров, суствува ќе го. И? Па еве се сложи. Задоволни сте? Се откажувам од Ајварот, ќе идеме на суството. Ајде. Да го реформирам. Да почнеме нова дебата за судство, да пуштам шпица уште една. Не, важно е, Димитро, мислам, важно е судството, бидејќи најмногу за тоа се кршат копијата, и обвинителство и судство. Знаеш што, да замижиме сега дека е да така, без кажам, разлика што по дефолт сакате да кажете дека друга сега се сетив, јас сум бил како буџетар 2 пати во изборна комисија, еднаш во Владо Тасески, и еднаш ми падна во Стокхолм, некој во Кина му падна, некој И тоа се такви митови и легенди за фалсификување. Сега ајде да не бидам безобразен, значи невозможно е еден глас да се фалсификува. Еден. Значи ова што го слушам ми е, значи не знам, не ми се коментира, толку е банално офуцано. Значи седиме од различни опции, нели, и партии седат тук. Ако иде некој на ручек, до ручек, го менува истомислен. Партиите, затоа борецот за права и против криминал на опозицијава, што е, забравив му го името, ги откажа, не ги призна изборите во 19 и 15. Ние веднаш знаеме, кај што сме тука, ги броиме гласовите, знаеме колку се. Значи, тоа се такви манипулации, тоа е утеха за лузери, значи лузери, класични, и на подржувачите, лузери, и на политички. Ви кажувам, 2 пати сум бил. Значи, скоро е невозможно еден глас да се фалсификува. Па 500, се докажа. А вие мислите дека пред комисијата таму тоа така видливо може да биде таму ги манипулацијата? чекаат кутиите, ги пунат. Да. Како се објаснуваат 40 граѓани со една иста лична карта на една иста адреса во квадратен стан од 40 квадрата? Одма ќе ти се објаснам објаснуваат? како. Како? Како се објаснуваат? Па сакаш да ти објаснам? Ај, одштампај ми Јас знам 300 како. карти, 300 лични карти ми требаат до вечер. Ама јас Како се знам, објаснува јас знам, тоа? ја го знам. Како се објаснува, ајде тој Дозволи ми скрши да во му ресторанот објаснам. таму. Да. Како тоа се објаснува? Па еве ќе ти објаснам, Како? сакаш? Ајде. Многу просто. Значи, според закон и устав, нашата диаспора има право да гласа. Значи, за да гласа треба да има лична карта и тоа е, ја замерам, тоа е брзо се направи, невешто, грубо, мислам, не е во ред. Нелегално. Не. Па добро, сега, ја не сум правник, добро. Диаспора е тоа што има право на глас. Нелегално е тоа. Иначе, Нелегално. у 40, а 40, 200.000 разлика, 200.000 лични карти имало, така? Да читаме ли сега прибе пак? Треба ли? Не треба. За изборите. Уопште не треба да А читаме. не треба сигурно. Затоа што изборите сите беа и од Европска унија, од НАТО, признаени како мирни, фери, демократски. Врати се назад, ќе ти е јасно. Сите ги призна изборите. И ова не е приказна. Тоа е првиот дел од извештајот, што вие добро го памтите. А наредниот пасус, да го прочитам јас. Наредниот не беа фери, Да го прочитам? демократски. Така, Треба да согласен. го прочитам. Ајде ќе го прочитам. Ајде чите тоа што ви даваат Сега. од Сорос, од Брисел, од каде Да, ги од даваат? Сорос, од Брисел. Па од Сорос, од каде? Ги дава Европската комисија и овие што ги спомнувате. ОДИХР, ОПСЕ, сите тие што ги наблюдуваат изборите. Војаровски, во приватниот живот, ако човек е динка, каже дека само еден пат има, тој е духовно сиромашен човек, без креација и без... Ако цела опозиција или партија излезе на избори, само еден е изборот,
Тоа говори за тоталитарната свест на таа партија, на таа опозиција. Не разбирам зашто. Ако ти ми замер, ја имам право, па Белки си чул за Ноам Чомски и тој е евроскептик и тој е антинато. Сега не можам да се споредувам со него, би било невоспитано. Но имам право на свој сомнеш, иако генерално сите сме за таа опција, што е нормално. Но не така како бубалици, како ќе ни диктираат, како ќе ни вие кажат за со ево, вакви ливчиња пратени по ова. Не, сакам да со своја глава да размислам. Сакам ајвар да се прави. Па добро, Да не мислам се дека тоа забрани. го расчистивме, дека Се откажав, али сакав да видам пак се ефектот. врати најварт. Па, животот е таму. Не е у тие листови, у прибе, у хојтес, овој со мачките што беше. Добро, да завршуваме. Ви благодарам што бевте гости во Аргументи. Сега да не го апсат надвор од студио, пошто режим е. Не знам, тоа... Ќе видиме наскоро. Добро, Иако ќе се мислам дека... чекаме, добро. Аз се извинувам, пиперките ги земавте зајвар. Имам во багажник, мислам. Да, да не се распит. Благодарам во секој случај на учеството Беровски и Димитров, вам почитувани гледачи на вниманието. Останете со програмата на ТВ Нова. Скопје 2 дена се тресе. Ве молам, свирете го малку. Сами си ги создаваме. Нормално дека имаме разлики. Може прочистување на избирачкиот список. Уште не ќе го чистиме. Значи, ако расчистивме, а не расчистивме очигледно, така биде некаде околу 9 часот, значи за 2-3 минути. Најкратко кој Ја реди. таму, ама до пола книга се одбележале. Нема да читаме цело. Тезијата, микрофоните се, европјаните се. Бегалци, кој ги направи тие? Глобална хегемонија. Бидејќи се најстарите кандидати за председател. Модерни, Свети Павлевски. Онтолошки тие се тука. Професоре, од што може ово да не штити? Сите стоеле позади вас. Немојте да му Ве прифаќам. молам, режија, тоа е уште една можност. Абе, не ми работи идиотот.